Благодарам. Почитувана колешка, јас го разбирам вашето ниво на нервоза, па граѓаните во Охрид ви кажаа дали ова што го зборувате вие е вистина или ние што го зборуваме. Бевте декласирани на изборите, но еве ајде вака да ќе се обидам малку да бидам едукативен кон вас. Ако овој закон се донесеше тогаш кога имаше потреба, затоа што регулативата била осогласена 2009 година, сега во моментов ќе беше изграден автопатот Кичево-Охрид. 5 години не можете да изградите 50 км автопат. Во овој момент конгресната сала во Охрид, која што требаше да го носи името на Александар Македонски, ќе беше изграден. Во овој момент немаше да има дупка во базенот во Охрид, туку ќе беше направен. Во овој момент марината која што требаше да биде направена кај пристаништето во Охрид ќе беше завршена. Ама не е. А знаете ли зашто не е? Заради тоа што се што фативте, уништивте и заради тоа што ја донесовте државата во финансиски колапс. Така говорат фактите. Ви благодарам.